Утро, Елена. Добро утро. Ете, кажавме отприлика за што ќе зборуваме. Кажи ми нешто повеќе за денот на мирот, се одбележува на 21 септември секоја година и нешто потсети и оваа година менеше како прва детска амбасада во светот. Така, значи 21 септември е меѓународен ден на мирот. Како и секоја година, така и оваа година првата детска амбасада во светот меѓаше. Го истакна значењето на мирот, односно мировното образование, за подобар свет на сите деца и на сите возрастни. Меѓутоа го истакна значењето на мировното образование како составен дел од наставните програми во училиштата во Македонија. Бидејќи голем број на организации и институции не работат доволно на полето на мировното образование да стане дел од наставните програми, а се почесто сме сведоци во последниве години, значи, на многу конфликтни ситуации помеѓу учениците, на тепачки, навреди и слично, некои дури завршуваат и со потешки последици. И сето тоа е причина дека не постои доволна комуникација помеѓу самите ученици од разни етички заедници. Тие се нетрпеливи, нетолерантни и полни со предрасуди. И се тоа кажува колку е мировното образование значено за децата и учениците воопшто. Да, пред да се вклучиме во живо, зборувавме за овој проект за мировното образование. Спомена дека тоа е сега само пилот проект. Каде ќе се имплементира, во кои училишта, какви се идните планови? Вака, значи, првата детска амбасада во светот меѓаше, промовирајќи го мировното образование преку мирот и ненасилството. Започна во април 2011 година програма за мировно образование заедно со партнерската организација Курве Вустров од Германија. Целта на овој проект е да се промовира мирот и ненасилството, како и за воведување на мировното образование во наставниот курикулум. Оваа година, значи, вклучени се 3 училишта од средни училишта од Република Македонија, и тоа е гимназијата Никола Карев, ГУЦ Здравко Цветковски и средното медицинско училиште доктор Панче Караѓозов. Во оваа програма, значи, вклучени се 12 професори од по 4 од трите училишта и 6 млади мировни едукатори, од кои дел сум и јас. Целта на овој проект е нормално да се промовира мировното образование, да се научат професорите и ние младите едукатори како да воспоставиме добар контакт со учениците и да се промовира мировното образование. Во оваа програма, значи, предвидени се 6 тренинзи кои што ќе траат до 2012 месец декември. Првиот тренинг веќе заврши, започна на 31 август и траеше се до 4 септември. Целта на овие тренинзи е да се учениците и ние млади едукатори и професорите да научиме повеќе за мировното образование и како да го имплементираме истото во училиштата. Новој тренинг, на првиот тренинг, значи, се говореше за општо, значи, за мировното образование, за насилството и ненасилството, за вербалната и невербалната комуникација. Исто така, значи, се направи план за организирање на младенски клубови кои што исто влегуваат во проектот на мировното образование. Целта на овие младенски клубови е да се вклучат сите ученици, значи, од овие 3 основни средни училишта, преку различни спортски активности, екскурзии, мировни паради, форуми и дебати, за меѓусобно да се зближат, да почнат да се дружат, да изнедат начин на подобра комуникација, се со цел да го надминат, значи, конфликтот на помирен начин.